Вака си. И во вреќи овие милам ово нема откуп. Сега не можам на никого да му дам, сега му се молам на луѓе, но не да ги дам, негде некој ќе тарка да земе. А колку произведовте година? Имам 8,5 некаде имам. Така. Квалитетен комплет. Епте многу убав, еве, види се дека се убави, ми се Почнале ми се веќе нарени во вреќи, даде и за да почнале започнува и за да рата. И нема откупи, не можем на никој. И ми вели на 8, овие вамо на 8 се ми ги земат за да му ги давам на 8 не ми се исплаќа мене за да му ги давам. Така скапо е производството. Да, ето не можем и за да ги дам никаде. Сега е овде ми седат, сега и... Да. Ова е она што го зборувам најмногу. Да. Проблемот со пласманот е проблем на државата. Таа треба да се грижи. Тоа што ти го субвенционира да има и каде да го продадеш. Оти да. сега ти дава субвенции за да произведеш, ама немаш каде да го продадеш. Државата се јавува или како преку интервентен откуп на пазарот, за да го стабилизира пазарот, да намали понудата, за да има поголем интерес од страна на трговците. Значи тоа е една мерка. Втора подолгорочна мерка е уствари да ги намали производните трошоци, да ти даде зелена нафта, да ти даде поквалитетни репроматеријали, семе, ѓубре, нафта и фактички ќе ти намали цената, производната цена на производот и тебе ќе ти се исплати таа цена што сега ја нудат трговците. И најнакрај, а подеднакво важно е, кога ќе му ги дадеш на трговецот, тој да мора да ти ги плати. Не може. Не уцено грвајме на рати на 1 месец, на 2, на 6, на 7, на 8 и не може и он него да зема поверно. Ама тоа го правиот и некому го дозволува. Ако имаш држава правна... Нека ми речи мене, нека насада можеме хектар да садам 8 хектари, 11, нека ми го откупи. Така. А овде идеше нашиот министер, ова не го знам најме за како му вика идеш овдека и решаваја зовија на можитото во август, вона во јули, овие не решава. Не се решава, вона не се решава, вона во жетвата, овие за житот не се решава. Во јануар нека се реши, нека му речи на земјоделци, вака луѓе, овие вамо за откупот, значи за наредна на 8, на 11, нека си знаат, значи овие луѓе нека си знаат сега, иди го садиме и не го садиме житова, не, иди ми во август и не му го откупа на луѓето житото. Тоа е затоа што вас, министерството, министерот, владата само ве сака за избори и тоа да ви оценува со вашите пари субвенциите. Не се грижи, не им е гајле. Затоа е се пропаднато. И вас ве осиромаши и го уништија македонскиот аграр. Ете тоа е. Но има решение. Сакам да ве охрабрам и да ви кажам дека секој ваш проблем има решение. Дека влада треба да се грижи ваше да биде само да произведува.